Госпоѓо Клисарова, се гледа дека се борите за клиниката и за пациентите и цело време повторувате реални потреби, нема буџет за реални потреби. Јас би сакала да погледнете малку од аспект на јавноста, па и пратениците до некаде. Вие во ниеден момент на клиниката не сте знаеле кои се реалните потреби. Ниту имало допис од стручен колегиум подпишан во 19-та година за кои се реалните потреби, кој е реалниот број на пациенти. Доставени се 15 дописи до Министерството за здравство и до ФЗМ со различен број на пациенти кои што имале потреба од биолошка терапија, што упатува на фактот дека можеби недостатоците се вештачки пумпани не преку реални пациенти кои што ја примале терапијата на самата клиника, можеби терапијата била изнесувана на други клиники, можеби и денеска се изнесува на други клиники. Може имало подигнување на терапија директно од пациенти до веледрогерии, па понатаму факторирано кон клиниката. За јавноста би сакала да посочам дека цената на медикаментот не е цената која што се фактурира кон ФЗМ, се фактурира пакет на услуга. Ниту пак бил контролиран владен ланец доколку тоа се случувало, ниту пак тоа смее да се случува. Значи, вие во ниеден момент до вашето владение не знаете кои се реалните потреби и дали реално е направен долгот или агрегиран не по барање на пациенти, туку по барање на некој друг. Сега, со самото тоа што утврдивме дека вие во овој момент немате контрола над онколошкиот конзилиум, односно не знаете за што се подпишуваат да се добива биолошка терапија. Ете ги листите кај мене. Вие и во овој момент не знаете кои се реалните потреби. Дали нереално се пумпа потребата на онкологија или нереално се создаваат недостатоци за да се прават нови набавки. Проблемот не е во реалните потреби на пациентите. Проблемот е во реалните потреби на веледрогериите и е повеќе од очигледно на овој начин на кој што ги гледаме документите. Никогаш не тргнувате од реални потреби на пациенти. Бидејќи го немате тој документ, сте направиле се што се однесува до статут, до деловник, до закон за здравствена заштита и повторно нешто излегува од контрола и ви имате и реално пропишана биолошка терапија, која што да, битна е тежината на болеста, меѓутоа е битна и цената на терапијата. Оти знаете, грнето е за сите. Не се затвара долг со дополнување на средства кои што ќе ги откинеме од некој друг. Не е ова толку богата држава. Така не се затвара долг. Зошто агрегираме вакви долгови? И во овој момент не знаете кои се реалните потреби. Дали сум во право?